Следите вести на Слободна ТВ. Добар ден. Денеска е ден кога се постигнува клучен пробив за Северна Македонија и за Западниот Балкан, но и за Европската Унија во целина. Изјави во Брисел високиот представник за надворешна политика и безбедност на Европската Унија Жозеп Борел на првата меѓувладина конференција со која е отворен процесот на пристапни преговори на земјава со Унијата. Живееме во време на тектонски геополитички промени и се движиме кон стратешки и историски одлуки и гледаме стратешки промени во нашата околина, а Северна Македонија е дел од нив. Може да напредуваме само заедно со целосно интегрирање на Западен Балкан во Европската Унија. Таа нема да биде целосна без вас, порача Борел и додаде дека земјава на патот кон Европската Унија нема да го изгуби својот идентитет. Договорот со Фронтекс ќе биде потпишан на македонски јазик без фусноти, без звездички и додавки, на еднакво ниво со сите 24 европски јазици, рече претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и нагласи дека Северна Македонија може да смета на нејзината поддршка во врска со тоа. Северна Македонија набрзо ќе преговара со нас за Фронтекс. Се работи за распоредување на Фронтекс во Северна Македонија, што ќе ја зацврсти нашата соработка во миграцијата, порача фон дер Лајен. Ви посакувам што е можно побрзо да се придвижите кон нашето семејство. Сите ќе бидеме посилни токму поради вашиот избор што неколку пати беше ставен на тест. Во денешна Европа мора да бидеме здружени што е можно повеќе. Чешка секогаш го поддржуваше проширувањето на Европската Унија со Западен Балкан и тоа така и ќе остане, изјави премиерот на Чешка Петар Фиала како представник од чешкото претседателство со Советот на Европската Унија. Тој додаде дека неговата земја и цела Европа ја разбираат важноста од евроинтеграциите за нашите демократии, безбедност и развој на нашите економии. Почестени сме што ваков напредок се случува токму за време на нашето претседателство, но сепак мора да се заблагодариме и на француското претседателство за напорната работа и посветеноста кои што ни дозволија да дојдеме до овој историски момент, порача Фиала. Премиерот Димитар Ковачевски се обрати во отворачкиот говор на првата меѓувладина конференција за Македонија со Европската Унија на македонски јазик и порача дека политиката на проширување на Европската Унија е една од најуспешните и во моментов најдиректно придонесува за одржување на мирот и стабилноста на Западен Балкан. Тој истакна дека е горд што македонскиот јазик ќе биде јазик на кој ќе се води процесот на преговарање за пристапување, вклучувајќи го и самиот договор за пристапување во Европската Унија. Не постои поголем патриотизам од јасната визија и план за иднината, залагањето за просперитетот на државата и на сите граѓани. Ја донесовме и конечната одлука со која обезбедивме зачувување и зацврстување на македонскиот идентитет, македонскиот јазик, култура и посебност. Европската Унија не прифаќа како македонци кои говорат македонски јазик, со безусловно почитување на достоинството и посебноста на македонскиот народ и неговите идентитетски, историски и културни особености. Македонија не почнува преговори, се е фарса на СДСМ и ДУИ. Реагира ВМРО ДПМН на денешната прва меѓувладина конференција на земјава со Европската Унија. Во соопштението оттаму уште еднаш порачуваат и дека нема да дозволат промена на уставот и вметнување на бугарите во него. Од СДСМ пак претходно побараа лидерот на опозицијската партија Христијан Мицкоски да се извини за сите лаги, бидејќи како што порача, почнуваме преговори во Европската Унија со заштитен идентитет. Република Македонија денеска започнува преговори за членство во Европската Унија со чиста формулација за македонскиот јазик, со заштитен идентитет, култура, посебност и засебност. Со ова на Христијан Мицкоски му потонаа сите лаги, деструкции и крвави сценарија за предизвикување на дестабилизација и етнички конфликт, велат од партијата. А со денешната седница во Брисел започнува и скрининг процесот во Македонија, кој е формална и техничка операција што ја врши Европската комисија со цел да се подготват преговорите за членство. Тој има за цел од една страна да ги запознае земјите кандидати со правното наследство на Европската Унија и на тој начин да ги подготви за преговорите. Од друга страна пак целта е да се овозможи комисијата и земјите членки да го оценат степенот на подготвеност на земјите кандидати. Станува збор за билатерални
билатерален или аналитички скрининг, каде што тимови од Европската Унија ќе дојдат кај нас за да видат колку ние имаме усогласеност со европското законодавство пред да почнат да се отвораат кластерите, а нашата влада ќе го представи својот план, своите тимови и исто така ќе го представи планот за реформи. Продолжуваме со вестите. Обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција со кој раководи Вилма Русковска во текот на вчерашниот ден изврши претрес во Управата за финансиска полиција, каде директор е Арафат Муареми. Од овој велата дека станува збор за предмет оформен по пријава од граѓанин и дека не е поврзано со неуспешната конфискација на имотот Трансмет во случајот Труст, каде Државното правобранителство поднесе кривични пријави, меѓу другите и за директорот Муареми. Муареми засега е недостапен за коментар. Според најавите, претресот во финансова продолжува и во текот на денешниот ден. Владата на Република Северна Македонија на вчерашната седница, одржана онлайн преку видеоконференциска врска, го задолжи Министерството за здравство да ги разгледа детално информациите поврзани со клиничката болница Жан Митрев Скопје. Заради големиот број реакции во јавноста, Министерството за здравство е задолжено да подготви во рок од 2 дена до владата да достави информација во врска со овој случај, се вели во соопштението од владата. Вчера и министерот за здравство Беким Сали одржа пресконференција на која соопшти дека известени се сите институции засегнати во случајот и дека се врши вонреден инспекцијски надзор за да се утврди фактичката состојба. Повеќе детали за случајот најавени се за утре. Обвинителството отвора предмет за болницата Жан Митрев под опрен глас. Се истражува дали со применетата метода на филтрација на крвта клиниката го загрозила јавното здравје. Предметот е распределен кај надлежен јавен обвинител, кој ќе презема действија за проверка на наводите со кои произлегуваат индиции за кривични дела против здравјето на луѓето, велат од ОЈО. Паралелно се огласија и од клиниката Жан Митрев, од каде велат дека се згрозени од коментарите во јавноста, а сторијата ја сметаат за неоснован напад. Ние како институција практикуваме исклучиво медицина базирана на докази. Нашите следни чекори ќе бидат по насока на искористување на сите правни можности и согласно законите, со цел да се спречат овие и сите следни вакви и слични неосновани напади, се вели во соопштението до медиумите од клиниката Жан Митрев. Вести од регионот и светот. Центарот за македонски јазик во Грција е новоформирана невладина организација која се обидува да го заштити и промовира македонскиот јазик во Грција. Од денеска почнува со бесплатни онлайн курсеви по македонски јазик за почетници. Курсот е наменет за граѓаните на Грција кои имаат малку или немаат воопшто познавање на стандардниот македонски јазик за сите возрастни групи. Материјалите се достапни во PDG формат или PDF и видео формат. Наставниот јазик ќе биде грчкиот. За пристап до материјалите на курсот од учесниците се бара да се регистрираат користејќи валидна имейл пошта. Центарот за македонски јазик во Грција е локална невладина организација основана во 2022 година од граѓани на Грција. Тој неодамна поднесе барање за регистрација до властите во градот Лерин и се очекува одлука наредниот период. Вести од светот. За денеска е најавена средба на рускиот претседател Владимир Путин и претседателот на Турција Реџеп Тајип Ердоган, на која ќе стане збор за извозот на украинското жито. Според најавите, средбата ќе се случи во Техеран, објави Кремљ. Русија, Украина, Турција и Обединетите нации се очекува да потпишат договор подоцна оваа недела за обновување на извозот на жито од Украина преку Црното море. На Путин и Ердоган ќе им се придружи иранскиот претседател Ебрахим Раиси на разговорите за Сирија, каде воено се ангажирани сите три земји. Инфлацијата во еврозоната е повисока од 8%, курсот на еврото е на ниво на доларот и владината криза во Италија. Во таков амбиент во четврток се состанува Советот на Европската Централна банка за да одлучи за натамошниот тек на монетарната политика. На последниот состанок на Советот во јуни, претседателката на Европската Централна банка Кристин Лагард најави пресврт на каматните стапки.
првиот по 11 години. За почеток се очекува раст на клучните каматни стапки за 25 базични поени, а потоа во септември веројатно за 50 базични поени. Многу банки веќе реагираа. Само во Германија речиси 50 финансиски институции целосно ги елиминираа задоснетите камати на депозитите на нивните клиенти, а веројатно ќе има повеќе во наредниот период. Комесарката за здравје и безбедност на храна на Европската комисија, Стела Кириакидес, ги повика 27-те членки на Унијата да го искористат летото за да се подготват за нов бран на зараза со коронавирусот во есен и зима. Со оглед на можното влошување на епидемиолошката состојба, од клучно значење е да се задржи будноста, рече таа. Според неа, летните месеци мора да се искористат за преземање на неопходни активности во јавното здравство за следната фаза на пандемијата. Кириакидес повика на зголемени напори за примена на првите дози и дополнителни вакцини, потоа за подготовка на идната кампања за вакцинација против варијантата Омикрон и за следење и тестирање во текот на целата година. И уште една вест пред крајот, согласно податоците на Институтот за јавно здравје, во последните 3 дена направени се 2466 тестови, а регистрирани се 899 нови случаи на COVID-19 и 670 оздравени пациенти. Од вкупниот број на позитивни регистрирани се и 201 реинфекција. Во текот на изминатите 3 дена, во периодот од 15 до 17 јули, не е пријавено ниту едно починато лице. Согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19 од мој термин, не се регистрирани починати лица, соопшти Министерството за здравство. Согласно најновите податоци на здравствените институции, бројот на активни случаи на заразата во земјава во моментов изнесува 2719. Со оваа информација го заокружуваме овој преглед на вестите.